Истрагата на полицијата е нецелосна и со многу неодговорени прашања. Не може да се тврди дека убиството на младата Вања било од користолюбие кога воопшто нема ниту изнуда на пари, што би била основата за ваква класификација на делото, сметаат познавачите. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски за Алфа вели воопшто и во предистрага не може да се квалификува некое дело, а дека убиството на Вања наликува на свирепо, а не од користолюбие. Не можеме ние да претпоставуваме настапила и односно да излегуваме и да тврдиме дека настапила тогаш и тогаш. Не, судска медицина ќе каже кога настапила смртта и затоа ова кривично дело можеби ќе излези дека е кривично дело со насвирепи подмолен начин. Не разбирате, затоа квалификацијата ќе ја покаже истрагата. Ние викаме во предистрага, не можеме да дадеме законска квалификација, дали е тоа кривично дело сторено од користолюбие, дали тоа е на свиреп и подмолен начин, дали тоа е општо убиство, убиство на мик и така натака, затоа што поради сензитивноста на случајот, како информациите кои се појавија дека таткото е еден од помагачите, а на другите тројца заедничко име што се дел од партијата на Палевски, може да значи проширување на овој случај. Според Ѓурчевски, полицијата мора целосно да испита дали е можно да има и други помагачи. Ние не ги знаеме неговите движења, неговите контакти, кои други помагачи, што овде ако излезат сосема и уште други помагачи, што ако има и други лица инволвирани во тие лихварства, во тие должничко доверителни односи, во тие коцкарски долгови, во тие пороци кои што се познати за односно кои што веќе ги имаме во предвид за оваа група и во сите оние нивни криминогени действија со ископ на злато, со ритуали и така натака. Дека делото не може да биде убиство од користолюбие, смети универзитетската професорка по безбедност Фросина Ременски. Според неа вистинскиот предзнак треба да биде свирепост. Според неа не може убиството да има врска со користолюбие, кога воопшто не ни биле побарани пари. Чија монструозност помеѓу овие монструми е поголем здрав разум, тешко може да свати, но во криминалистиката има градација и реконструкција која ги дава сите одговори. Во сите криминалистички истраги мора да има повеќе верзии, хипотези за настанот, па така и во оваа, за да може да се поврзе убиството во Велес од страна на истата група. Една од можните верзии би била дали фризерот го знаел планот за грабнување на детето заради изнудата и во него ја гледале опасноста за нивно откривање, па така станал жртва. Тешко може да се поверува дека целта била колата, а мотивот долг од 500 евра. Инаку според она што го соопшти МВР, станувало збор за убиство од користолюбие, бидејќи целта била изнуда на пари од мајката на Вања. Насоките за киднапирањето ги давал таткото на младото девојче Александар Ѓорчевски.